Техничката екипа има незаменлива улога во креирањето на телевизиската програма, од поставување на камери до обезбедување безпрекорен звук и осветлување. Во светот на телевизиската продукција, главниот продуцент е движечката сила зад создавањето на успешна програма. Одговорноста на продуцентот започнува со развојот на концептот и идејата, до продукција и постпродукција на финалниот производ. Наталија Зафировска е главна продуцентка во првиот програмски сервис на македонската телевизија. Главниот продуцент е најважната карика во телевизијата. Ако се има предвид дека за успешност на еден ТВ проект се добро организираните подготовки за истиот, тогаш важноста на профилот главен продуцент само се потврдува и добива на значење. Оваа професија учествува во реализација на сите телевизиски програми, без разлика на жанрот, дали се сопствена продукција или копродукција. Ќе кажам дека тој учествува од идеја, подготовка, реализација и постпродукција на сите телевизиски проекти. Соработува со сите останати професии во тимот, како што се, например, режисери, сниматели, сценографи, новинари, тон мајстори, мајстори на светло, монтажери, технички лица и многу други. Тој е водач на тимот. Секогаш прв доаѓа, но последен си заминува. Во создавањето на телевизиската програма, клучно е обезбедувањето високо квалитетно аудио, што ја надополнува визуелноста. Да, почитувани, денеска се наоѓаме во мастер собата. Сега веќе работи. Камчев, вие сте одговорен во македонската телевизија за аудиото. Што значи, која е вашата обврска тука? Што правите вие за гледачите да може да не слушаат нас новинарите? Прво, не сум јас само одговорен, има цело оделение, тонско оделение. Едноставно, телевизија без тон е како аквариум. Вие можете да гледате сликата, да уживате у сликата, ама без тон не е потполно. Тоа. Работиме на одржување на тонот да биде како што треба све. За мастер инженерите се вели дека се мозокот на телевизијата. Нивната улога е да ги обезбедат сите технички елементи на телевизиската продукција и да бидат подготвени за емитување. Покрај медиумските работници кои се пред камерата, има работници кои работат позади камерата. Тоа се инженери, техничари и други луѓе што обслужуваат, значи, за да оди програмата. Во мастер доаѓаат сите сигнали од Евровизија и од целиот свет. Значи, сите олимпијади, сите преноси од целиот свет, од нашите репортажни коли доаѓаат во мастер и ние потоа ги проследуваме до режиите каде што се емитува, значи, нашата програма. Прва програма, втора, трета, четврта и така натаму, значи имаме повеќе програми каде што можеме сите тие работи да ги пласираме. Без работниците позади камерата нема да биде целосна приказната на македонската телевизија. На терен, за новинарите е важно навремено и безбедно да пристигнат на местото на настанот. Возачот Тасе Куновски 40 години ги превезува новинарите на македонската телевизија. За овие 40 години ми е задоволство што сум во МРТ. Иначе работната задача ми е мене како возач. Јас со екипата на МРТ, тоа е целосна екипа, снимател, светло, тонец, новинар и некогаш и поголема екипа, да ја однесам до местото кај што треба да се снима и безбедно, и брзо, и да ги вратам. Иначе мојата работа е за одржување на возилата, безбедност на возилото и редовно сервисирање. Задоволство ми е што се вика за овие 40 години што работам во МРТ. На време е многу важно да се стигне, но и безбедно. Сме имали, знаеш и сами од какви случаи не време, али кога треба да стигнеме до настанот кај што е, секогаш сме биле брзи, безбедни и со помош на екипата сме стигнувале до целта. Иако гледачите можеби не секогаш ја гледаат работата на техничката екипа, нивниот придонес е од суштинско значење во создавањето квалитетна телевизиска програма.